на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Денеска имам изворедна чест да угостам една легенда на македонската музика, Горан Трајковски. Горан, добре дојдовте. Добро ве најдов. Јас претпоставувам дека можеби некои од помладите генерации и ќе се чудат сега кои сте вие. Сигурно. Затоа би сакал повторно да нагласам дека сте вие легенда која што имаат испишана историја во македонската музика. А оно што би сакал за почеток да кажеме како се случи да го одберете тој специфичен естетски израз, не е само музички израз, туку комплетен естетски израз кој што ви е препознатлив од вашите почетоци, вклучително и работата која што ја имате во поново време со Готра проектот. Па, не знам дали јас ја одбрав или тоа не одбра мене. Тоа е процес кој трае со години, кој веројатно никогаш не може да се заврши и со завршувањето на животот на овој свет, веројатно никој човек не ја завршува својата мисија или сите негови желби. Зошто тргнав по оваа патека, не можам да кажам точно. Оно што сакав уште како дете или да речеме како средношколец, кога размислував и кога ми се јави желбата за занимавање со музика, беше желбата да бидам во група, да бидам музички активен, иако тогаш не размислував со овие зборови. Секако, генерално јас не ни размислувам по пат на зборови, по пат на вербално, туку пат на чувства, асоцијации, подсетување. Веројатно и најголемиот дел од луѓето така тоа го прават, кога размислуваат за нешто, не ги вербализираат мислите, туку доаѓаат како слики, како подсетување, како или не знам како, но сакав да бидам активен во музика, но уште тогаш бев свесен дека тоа ќе биде тежок процес, можеби невозможен, и занимавањето со музика го замислував како хоби, како споредна работа. Ниту еднаш како дете не помислив, нити пак се дрзнав да посакам да занимавањето со музика ми биде основна дејност, без разлика што тогаш не ги ни разбирав состојбите, а ниту пак можев да предвидам како ќе изгледаат работите 20 или 30 години подоцна. И се сеќавам дека желбата ми беше да работам нешто, прво да учам, да студирам и напоредно со тоа да се занимавам со музика. А подосна, како желба да работам нешто кое што нема да биде премногу далеку од музиката и да се занимавам со музика. Тоа ми беше како идеална опција. Иако, ова што ти го кажам, можеби ќе делува смешно, но како 15-16 годишно дете, сметав дека најлесната варијанта ќе биде да возам камион и да се занимавам со музика. Веројатно тоа нема никаква основа. И затоа првото што го направив кога наполнив 18 години, положив возачки испит, потоа заминав во армија и таму положив за камиони за приколка, значи С и Е категорија. И тие категории ги имам до ден денес, никогаш не сме ги употребувал сам кога бев во војска. Така, дали првата најава на тоа што е ваш специфичен музички израз беше, бидејќи имам слушнато од редица македонски музичари, дека во склоп на Југославија во Македонија се создавала специфична музика, различна од оној поп-рок кој што беше специфичен за Србија, за Босна
и така натаму, и дали падот на Византија беше првата најава на тој специфичен македонски постпанк стил му доаѓа, кој што беше вовет Да. кон подоснежните Да. зрели работи. А таа изјава на колегите музичари е идеализирана изјава. Тоа не се совпаѓа со реалноста. Македонската сцена имаше специфични и групи кои што, да речеме, нападот на Византија, во кој што јас сум член, па потоа Мизар, нели? Исто Така. на некој начин и јас сум бил дел во одреден период од постојањето на групата. Апореја, кој што исто така сум бил дел. Потоа телонаука совршена, таму тие беа мои пријатели, таму не сум учествувал активно. Потоа, ако продолжам со необројување, до каде ќе стигнам, ајде, Анастасија и така натаму, тоа беше подосна, но таа изјава дека се негувал специфичен звук за разлика од останатите делови на Југославија не е најточна. Во Македонија исто така имаше желба и доминираше музичкиот израз кој што се обидуваше да се вклучи на композицијата во СФР, што се нарекуваше мејнстрим, значи главна струја, така наречени поп групи. И најголемиот дел од групите беа такви, да не ги набројуваме имињата, ги има по архивите. А групите како Падот на Византија и Мизар беа исклучок. Беа на крајот на крајовите, ако повлечеме, ако ги собереме музичарите кои што потегнале иницијатива да се занимаваат со тој израз, па повторно ќе се сведе на неколку луѓе кои што работеле под различни имиња. Иако во Мизар членувале над 50 музичари, тоа не значи дека тие музичари го создавале звукот. Во центарот на стожерот на Мизарот секогаш бил Горас Чаповски и тој, благодарение на него, Мизар го сочува името до денешниот ден. А тоа што свиреле над 50 музичари, тоа значи дека тие учествувале како, нели, инструменталисти и доаѓале како замени, така натаму. Значи, моето тврдење е дека така наречениот специфичен звук на македонските групи е исклучок, а не е правило. Тоа, за разлика од останатите поп групи кои што сакаат да се вклучат на тогашниот југословенски тренд, а немаа некој посебен успех, или не успеа да се наметнат, не успеа да направат да се зборува, да се пишува за нив. Овие групи што ги спомнав, го успеат, колку толку, нели, не може би најмногу, бидејќи центарот на слушувањата беше Оската Белград Загреб по СФР и заради тоа и се распадна СФР токму на основа на тој конфликт. Македонија до ден денес и тогаш немаше издавачка куќа и немаше клубска сцена, што значи поддршка, логистика. Немаше клубови. Македонија до ден денес нема вистински рок клуб. И веројатно нема ни да има и понатаму. Така, дали бевте на некој начин и предвесници на таа македонска пролет со, еве конкретно со звукот на Мизар, затоа што ако добро ме служат податоците, првиот албум на Мизар дури не можел да излезе во Македонија од политички причини, па морал да биде издаден во Словенија. Не од политички причини, воопшто и од естетски причини. Единствената куќа која имаше било каква некаква издавачка, полуиздавачка моќ беше Македонската радио телевизија или продукцијата тогашна. Но тие луѓе, таа куќа има традиција на инертност. И таа традиција се упорно ја негува, за жал. Се немаше чувство нити за естетиката на Мизара, а не за
ставењето на акцент на политичката неподобност е желба да се драматизира ситуацијата. Состојбите беа многу по-прозаични. Луѓето не разбира. А не дека има нешто политички. Имаше и такви работи, но тоа бе помал дел. Така наречениот наводен тогашен естаблишмент, иако се смеам кога го спомнам тој збор, немаше естетско чуло да го разбере тоа. Тоа е вистинскиот одговор, сметам. Дали тој недостаток, ево прашање ми доаѓа како под прашање сега, дали тој недостаток на естетски вкус е практично недостатокот и на имање сцена, воопшто поп-рок сцена, не мора да е алтернативна сцена. Инертноста е најважната причина. Генерално, инертноста е нешто што кај нас се влече како традиција. Еден вид на тупост да се реплицира, да се одговори на движењата во културата и уметноста. Секој пат се чека некој друг да го направи тоа, а потоа да колку толку да се реагира. Тоа е одраз на немањето став, на немањето сигурност да се воспостави суд, проценка на квалитетот, инфериорност од одреден тип, кој што е се уште актуелно. Тоа го гледам и денес. Ништо не се промени. И покрај сево ова, и покрај сиот овој амбиент, и покрај сево ова се случува пред дождот, се случува Анастасија, се случува пред дождот, значи филмската музика и се случува еден огромен бум. Дали беше очекувано или беше исклучок од правилото и веројатно препознавање на оваа естетика надвор од границите, па затоа можеше да... Токму тоа, вториот дел на твојата констатација или подпрашање или алузија, се случи препознавање во така наречената Европа, почна да излегуваат извештаи, критики, мислења, реакции и согласно тоа, овдешната јавност почна да реагира на начинот, а велев јас дека се тие добри, а нели ви велев дека наеднаш, нели, почна да се јавуваат специјалисти кои тврдеа дека од секојаш велев дека тоа е вредно. А и две од тие песни кои што беа три парчиња, кои што беа присутни на Before the Rain, беа снимени неколку години претходно. Речеме, Премин беше издадена, не снимена, издадена крајот на 89-та, почеток на 1990. А снимена барем една година претходно, а направена уште 2-3 години претходно за една театарска представа. И така натаму, нели? Секогаш кога некој од така наречените центри на моќ или центри на јавно мнение ќе пофали некого, нашата инертна природа соодветно реагира на тоа, велики Evet efendi или во превод така е, господине. Нели? Се како од денешна перспектива го доживувате тоа искуство со Анастасија? Ако не се лажам, беа 3 студиски албуми, пред дождот беше, значи, основа на многу меѓународни концерти, домашни концерти. Да. Дали го чувствувате како врв на вашата кариера? Не, мислам дека не сакам да размислувам како собствен арт критичар. Ниту пак сакам да размислувам за другите, да оценувам вредноста на одредени. Има луѓе специализирани за тоа, има и платени луѓе за тоа, иако и тоа е малку, нели? Дискутабилно. Естетиката е прашање на вкуса, а не прашање на мерливо нешто. Се помалку се пишува,
се помалку се објавуваат критики. Може би во денешно време тешко е да се најде одреден одреден критичен став, без разлика позитивен или негативен, но поддржан со факти, кој што е нешто повеќе од добро е или лошо е. Тоа не е доволно да се каже дали е нешто добро или лошо, туку да се направи соодветно анализа, причинска, последично излагање на нештата и состојбите. Во една состојба на изумирање на печатените медиуми и изумирање и на електронските медиуми, како што се телевизиите, што нели не им предвидувам уште повеќе од 5-6 години сериозно постоење или бидување како некаков си фактор општествен. Како се вика, изразувањето на став преку социјалните мрежи е единствен начин на изразување став или мислење, но бидејќи се работи за класичен волунтаризам или пишување по слободна волја, без воспоставени критериуми, тоа зависи нели од самиот човек, кој што и неофицијалност на сето тоа, сметам дека немаме и понатаму соодветна критика или оценувачи на уметност, ајде да не речем, културата. Така, јас би си дозволил сега еден мој личен став. Јас кога почнав да ве слушам, значи почнав со Анастасија, тоа беа средината на моите тинеџерски години, 14-15 години, значи многу млад. И моето лично чувство, значи сега не зборувам за критички осврт, туку за естетско чувство е како да знаеме дека таму имало рудник, како сега некој го тргнал слојот на земја и одоздол излегло златото. Такво беше чувството за мене кога ги слушав тие песни. Ја спомнавте Премин, позади 9 железни врати и така натаму, да не ги редиме сите тие песни. Како беше за вас процесот, еве да речеме, на копање на тоа злато за кое што зборувам јас? Сликовито да се изразам со туѓи зборови, да речеме на една фигура како што е Боб Дилан. Се чувствував дека сум влегол, сум отворил врата на некоја соба во која што претходно никогаш не сум бил и во која што претходно никој друг не бил. Соба во која што има едно чудо работи, интересни, непознати за јавноста, и дека сето тоа лесно, без никаква мака го пренесувам и им го објаснувам на другите. Еден вид на парафраза на она што рековте пред малку. Нели? Тоа со овие зборови можам да го изразам тоа. Така, бевме навикнати претходно, значи кога ќе слушнавме гајда, кавал или слични инструменти, бевме навикнати на големите мајстори од типот на Петје Атанасовски и слични, и одеднаш доживеавме, некои тоа го нарекуваат византиски израз. Дали можеме да зборуваме за такво нешто? Она што го има, конкретно мене мелургија ми го има тој мрачен, византиски израз кој што не можеме да кажеме дека е тоа типична етно музика, тука е нешто повеќе. Да, мислам дека добра е забелешката и дека може да се каже тој. Јас од секогаш сум сакал да направам мост помеѓу усната традиција, во кој што спаѓа фолклорот, усна или не напишана традиција, и колку толку пишаната традиција, која што е паралелно и пишана и усмена, тоа значи, да наречеме,
црковната традиција, во која што спаѓа таа, нели, да ја наречеме источно-римска традиција, која што е многу подосна во крајот на 19 почеток на 20 век, наречена византиска, за да се разликува од римската друга, од западната римска. Инаку вистинското име е Ромеја, ромејска традиција. Тоа е вистинското име, а не Византија, тоа е измислен термин, сосем нов, модерен, новокомпониран, слободно можам да речем. И тој вид на ромејска естетика, која за мене представуваше еден вид на историска лингва франка, нели тоа се вика, на јазик на разбирање во минатото. И сето тоа делуваше екзотично за мене. Екзотично како откритие на некој прекрасен препон со најразлични богатства, духовни, душевни, како да ги наречам, рудник со такви, препон со такви вредности. Но никогаш себе си ниту сум се сметал, ниту сум сакал да бидам научник и научно да се занимавам со тоа, всушност ако сум сакал, ќе сум имал поинаков пристап кон сето тоа, туку сакав да навлезам во тоа, да го разберам колку што е возможно со целото свое битие и хранејќи го своето битие со тие вредности, сакав да растам и да се развивам под силата на токму тие енергии, на таа духовна вредност. И сакав да резултатите што ќе произлегуваат од тоа бидат поттикнати од познавањето на тие вредности и изникнувањето на тие вредности од длабочините на моето битие, а не обично цитирање или крпење на шарките и како се викаат арабеските кои што ги содржат визуелните уметнички дела на тоа време или пак аудио музичките дела, туку сакав раѓање на нова форма, која што форма ќе биде адекватна на суштината на сето тоа. Многу пати кога сакам на некои луѓе да ми ја објаснам разликата помеѓу Западот и Истокот, ја правам оваа споредба, им пуштам Boney M by the Rivers of Babylon, Да. ја пуштам вашата на риеках Вавилонских, што е всушност истиот псалм од Библијата, интерпретиран на два различни начина. Точно. Точно, да. Точно. Разликата е повеќе од очигледна, нема потреба јас да додавам. А како ве предизвикот да се чита, да се пее, да се интерпретира на јазикот кој што го знаеме како старословенски? Каде ги баравте тие текстови? Во стари Библии или? Го има во сите, како се вика, во сите црковнословенски, старословенски книги, тоа може да се купи во секоја црква, во библиотеките го имаше. Во како се викат, архиепископските книжарници. Так. На секаде. Тоа не беше ништо сокриено. Тоа денес сето тоа може да се најде во PDF формат на светската мрежа на широко. Тогаш требаше малку повеќе труд, но не кој знае колку. Так. Она што беше потешко да се најде е аудио артефакти. Автентична музика која што би можело да се слушне и тоа беше потешко, бидејќи немаше интернет и
останати работи, мораше да се пишуваат писма, дописи, да се комуницираат луѓе кои што на овој или оној начин се занимавале со тоа, па да тие одстапат дел од таа литература или од аудиозаписите за да може да се користат. Јас лично наоѓам големи споредби помеѓу изразот на Анастасија и она што значи Свети Јован Кукузел, значи средновековен музичар кој што се смета за татко практично на ромејската световна музика, значи не духовна. И духовно исто така. Не татко, не може да се рече бидејќи тоа што е Кукузел е отпосле прифатен како еден од најголемите или еден од двајцата или тројцата реформатори на богатата ромејска музичка традиција. Ако е, нели, првиот Свети Јован Дамаскин, вториот би бил Кукузел и третото е периодот на како се вика, на просветителството. Ако веќе бараме некој од кај нас, тоа би бил Калистар Зографски. Ако мора да спомнем име, не само тој, но речеме како представник. Но како да кажам, да, Кукузел сочувани се артефакти негови, не премногу, нормално само на хартија. Аудиозаписи не постоеле во тоа време и исто тоа влијаеше на мене кога дојдов до тие звуци. За прв пат беа објавени во аудио форма некаде на крајот на 80-тите години, благодарение на еден грчки театарски композитор до тогаш, Христодолус Халарис. Тој прв се осмели, собра сили и направи сериозен опус, неколку десетици богати изданија на традиционална средновековна и постсредновековна музика од ромејскиот период. Така. Ќе ве потсетам на едно ваше интервју, ми се чини дека беше во Екран, не ме земете за збор каде беше, во кој пишан медиум. И мене многу ми остави впечаток главната мисла на тоа интервју, а беше по повод издавањето на Ноктурно, а тоа е дека уметникот треба да отвори во духот на својот народ и епохата во која што живе. Да. Со таа изјава вие го правдавте нели специфичниот техно израз на тој албум. Да, и сега мислам така. И веројатно секојаш ќе размислувам така, еки нели не случајно живеам и јас и сите ние во ова време. Ако било потребно да живеам 5 века наназад, веројатно ќе бев тогаш на сцената или било каде на светот. На крајот на кровите ние не знаеме што е време, но знам дека сега постојам во овој момент, она што е околу мене го примам како дразба, а минатото е нели една наша предпоставка. Без разлика на томовите и томови издадени така наречени научни, историски, во наводници вистини или предпоставки за нештата, ние не живееме во минатото. Не живееме ниту во иднината, живееме сега. Тоа е важно, сега. Ова што сега се случува, само тоа постои. Се друго, како иднина или како минато, веќе не постои. А бидејќи од издавањето на Ноктурно не делат можеби речиси 30 години, да, така нешто. Доцни 90 беше издаден. Кој е духот на денешното време, на сегашниот момент и кој е музичкиот израз кој што според вас е најсоодветен на ова време, ако Ноктурно со тој свој техно призвук беше израз на тоа време? Сега материјално не можам да се изразам кој е тој.
дух на времето. Духот на вистината е еден секогаш и порано, и сега, и во вечни векови. А одразот, рефлексијата, како да речем, од блесокот на овој сегашен момент е оно што сега ние го произведуваме и го оценjуваме како нешто. За жал, не е многу зафалење. Тој одблесок би можел да го карактеризирам како во наводници дух на лагата, дух на измамата, дух на претворањето, на симулација, на бегање од собствената суштина. Имаме многу примери за тоа, но мислам дека овој простор, ова одаја во која што сме ние, нели, временска е премногу тесна за да се започнат такви дискусии, веројатно би ни бил потребен малку и посериозен соговорник за се тоа отколку јас. Така. А дали всушност живењето всушност на оваа реалност и сепак и наетливото творење не е еден вид на монашко однесување, на сизифовско однесување, да се турка тој камен без оглед на се? Нема ништо друго што човек би правил освен да се однесува во склад со собствените уверувања, со својата вера, така да го прави она во што верува. Ако јас верувам дека тоа е, треба и да го правам. Ки жалам оние што живеат поинаку од своите уверувања. Тоа би можел да кажам, ништо повеќе. И секогаш се доведува прашањето, односно се поставува прашањето како обстојуваат уметниците денес. Знаеме дека продажбата на носачи на звук веќе не постои. Значи, и оваа индустрија е подложна на промените на времето. Авторски права, концерти, кој е тој израз кој што овозможува да еден слободен уметник може од својата работа да живее? Како што реков претходно, овај дух во наводници што денес постои, духот на лагата, измамата и подметнувањето. Сходно на тоа и музичарите како такви живеат во времето како такво. И ги трпат последиците на тоа време, поточно на вредностите што луѓето од тоа време ги створиле, вредностите во кои што веруваат и вредностите кои го диктираат начинот на живење. А така речената вредност која што го диктира начинот на денешното живење се вика профит. Тоа е неофицијалниот бог на кој што сакале или не сакале да признаат денешниве луѓе, му се поклонува, и живеат во склад со неговите заповеди. Оние кои што не живеат во склад со заповедите на богот профит, тие се маргинализирани, тргнати настрана, своеволно, по своја волја, или под силата на притисокот кој што го создава начинот на живењето на соодветната во наводници религија, која што денес неофицијално владе и неофицијално постои. Музичарите се само луѓе и секој од нив се снаѓа онака како што знае и како умее. Факт е дека работите како авторски права и продажба на носачи на звук се речиси
непостоечки, или ако постојат се сведени на ниво на абсурд. А единствените можности за некакво обстојување и функционирање во светот се концертите и значи непосредните настапи пред публиката. И колку што гледам, и најпопуларните имиња од оваа работа се колнат, ајде да речем, на концертите и живеат најмногу од нив. Сведоци сме на бойкотирање на голем број на музичари на големите музички платформи како Spotify и така натаму. Телевизијата е веќе тргната по страна. Мислам дека музичарите го вратија бойкотот на медиумите, бидејќи медиумите некаде на почетокот на овој век почнаа да ја бойкотираат музиката, особено авторската музика. Не зборувам за естрадната, уличната. А гледам дека веќе музичарите ги заборавиле на медиумите, не ги интересира, ниту пак прават. Она што денес се прави како вид на видеоклип, секој музичар го размислува во контекст на видеопортал, YouTube и така натаму, се што постои како такво, вебо. Кога со колегите музичари кои разговарам и од Германија, никој не ми зборува за правење на видеоклип кој ќе биде пуштен на телевизија. Ниту планира да се појави на телевизија, ниту размислува за телевизија. На крај на паметот нема. Претпоставувам во тој дух одат и поканите за гостување, за вакви интервју. Мислам дека подкастот веќе комплетно ги замени класичните емисии во кои што некој гостува, кажува нешто, се пушта по некоја песна. Па тебе сега, нели, како жабата што ја дигнала ногата да ја подковат, кога го видела конјот, и телевизиите почнува да прават подкасти. Така? Што е абсурдно, што е смешно. Главен и одговорен уредник на телевизија прави подкаст, мене тоа ми е во контекст на телевизијата, значи. Па тоа е доказ дека се сваќаат поразот. Поразот е признат, уште официјално треба да се прогласи капитулацијата и тоа е тоа. Оно што сега не сакам да се претвори целиот наш муабет во горчина и јад. Малку и се смееме. Така, но оно што имавме и постојано имаме, особено во лето, гостување на секакви не знам како да ги наречам, луѓе што создаваат шум и бука и се страшно популарни, а истовремено вие кои што имате ставено потпис на филм кој што отишол на Оскари, да поминете на улица, предпоставувам немате толпа фанови кои што трчаат по вас и кои што бараат автограф. Нема потреба од тоа. И јас сум задоволен што не ми се случува тоа и не знам, некој можеби ќе рече дека сега глумам, но навистина задоволен сум што не трча никој по мене по улица, што можам слободно да се движам, да функционирам како обичен човек, што во суштина и сум. И не би го менувал ова за ништо друго. Тој вид на таква така наречена популарност ми е стран. Јас сум на маргината и доброволно, меѓу другото. Не дека морам, но сакам да сум. А тоа што таму е по-безбедно, по-комфортно, по-мирно. Апсолутно се согласувам со вас за тоа, но една друга работа кога се случи, да речеме, неголемата популарност поврзана со преддождот, ви имавте редица на концерти и ако не се лажам, имавте концерт во Солун. И тоа беа средината на 90-тите. 4 концерти во Солун имавме. Така, што значи 4. Би сакал да ни го доловите малку чувството во тие средина на 90-ти години, во времето кога пред дождот отвара некои така квази политички теми, и какво беше доживувањето да се настапува пред грчката публика во Солун?
како и пред секоја публика. Публика што доаѓа да следи култура е растоварена од дневнополитички болести. Не би можел да издувам нешто специфично од сето тоа. Нели, Грција е втората земја после Македонија каде што најмногу сме свиреле, како Анастасија зборува. Да, така некако доаѓа. И сигурно сме имале околу 10 настапи таму во Грција, во Македонија, тука некаде исто. Десетина, може би 12-13, не сум ги броил. И нормално се си беше класично, како да речам, соодветно на еден концерт како што правеше Анастас. Нема никаква разлика не би можел да направиме меѓу нашите концерти, да речеме во Италија или во Шпанија или во Грција. А каде било најдалечното место каде што сте свириле? Ако не се лажам, во Токио имате настапување? Не. Немаме, само во Европа. Само во Европа. Само во Европа е единственото место каде што во Азија, нели, географски во Анкара. Во Турција, така. Те останато беше во Европа. Мислам дека сме свириле во сите западноевропски земји. Тогашни западноевропски земји. Почнувајќи од Шведска, завршувајќи со Шпанија и Португалија. Така. Дали, уште ова за пред дождот би ве прашал, дали пред дождот ќе беше тоа ако, например, некој друг ќе подпишеше музиката? Тоа не знам. Затоа што многумина велат дека не е истото естетско доживување да се гледа тој филм без музиката и ако се гледа онака како што е направен со вашата музика. Тоа влегува во рамки на спекулација, а посебно е неблагодарно јас како дел од Анастасија, нели, од екипата што го работевме тоа, јас да кажувам дали ќе бил добар или не бил добар филмот, тоа мислам дека не е умесно да се коментира. Апсолутно. Така, колку време се занимавате со солистичка кариера? Од почетокот на овој век. Значи, 20 години најмалку. Не можам точно да го определам периодот кога почнав сам да... Но мојата работа воглавно се сведуваше на работа во театар, значи како компонирана музика за театарски представи. И всушност театарот за мене како музичар е платформа која ми овозможи да останам во работата како професионален музичар и ми овозможи да не морам да бидам некаков новинар или водач на камион. Возач на камион, или како што се подготвував како тинејџер. Јас сум благодарен за сето тоа што ми се случи во животот и преку театарот. Тоа е многу важен сегмент од мојот живот. Јас и денес сум веќе вработен во театар и надежно, нели, ако Бог даде живот, ќе се пензионирам таму и набрзо ќе се случи и музиката за 100-та театарска представа или до крајот на оваа година или почетокот на следната, така што ето, тоа е Дали претерано да кажам дека ако веќе имате материјал за 100 театарски представи, дека се тоа всушност материјал за 100 албуми? Не би рекол дека се тоа материјал за 100 албуми, бидејќи театарската музика е музика која што пред се треба да ја служи на театарската представа. Таа не служи за слушање, туку за да ја даде сила на театарската представа. И треба да биде компатибилна на театарската представа. Да не одвлекува премногу внимание
со претеран квалитет, а ниту пак со претеран неквалитет. Туку треба да биде точна, соодветна, темпирана и скроена по мерка, како еден вид звучна костимографија, ајде да речем. Или звучна сценографија, да ја наречем, може и така. Тоа е дел од театарската представа. Театарската представа како, нели, Gesamtkunstwerk, да го наречем, како заедничко уметничко дело на повеќе автори, во себе го содржи и тој аудио музички израз кој што треба да е во служба на актерот кој што е централната фигура на театарската представа. Така, за музичар најтешко прашање веројатно за одговарање е која музика ја слушате кога не компонирате или кога не создавате музика. Претпоставувам дека вашата музика не ви е на реплей листа. Дали може да се послушам со анекдота? Може. Да го одговарам ова. Да. Пред 30 на веројатно години во едно интервју еден британски новинар ајде да речем запнува да го праша, поточно да добие одговор од нели поранешниот тапанар на групата Крим или ајде Джинџер Бейкер, еден од најголемите тапанари на минатиот век, да каже што слуша во слободното време. И Джинџер Бейкер не му одговора на тоа прашање, вика не слуша музика, а новинарот никако не го прифаќа тој одговор, му вели дека не му верува дека не слуша музика. И ти мора да слушаш музика која ќе се вратиш дома, сигурно имаш слободно време во часовите на одмор, сакаш да се опуштиш со музика. И му вика не слуша музика. Како не слушаш? Така вика. Кога еден возач на камион ќе се врати од пат 3-4 километри поминати, доаѓа дома, го паркира камионот и вели сега да се опуштам, ќе си се повозам со мојата приватна кола. Така ли му? Ете, тоа беше. Значи, кога човек се занимава повеќе од 10 часови дневно со музика, не може да се одмори со музика. И воглавно моето слушање на музика е кога се занимавам со проучување на одредена тематика што треба да ја работам во театарот, или кога работам за свое дело, кој што е надвор од театарот, затоа што не можам да кажам дека сум некоја сериозна музичка публика, слушам музика, но наменски, тоа зависи од моментот на интереси и потреба во одреден момент. Еве сега работам представа која што се вика Алма Малер, представа за животот на сопругата на Густав Малер, големиот композитор, кој исто така бил композитор. И овие денови, за потребите на музика, го преслушувам Густав Малер и делата останати, нели, 17 на композиции на самата Алма Малер. Така, што се однесува, бидејќи уметностите, нели, естетиката се широка лепеза на уметности, на дејности, во што вие естетски уживате, дали е тоа филм, дали е тоа сликарство, нешто што не е поврзано со музика. Претпоставувам тоа може да ви даде некаква естетска дразба која што ќе ве одмори од музиката, ете. Да, обично порано знаев да гледам филмови и многу често го правев тоа. Во последно време некако и тоа ми се лизна, но претпоставувам дека по периодов што доаѓа ќе успеам да му се вратам на тоа. Читам често, но соодветно на тоа што работам, многу често читам работи што ми се потребни за она што треба да го сработам. Ретко имам време и можност да се позанимавам со читање на нешто што не ми е потребно за работа.
гледам театарски представи нормално, бидејќи тоа ми е работата. Гледам и кога не работам. Сепак, нели, најголемиот дел од животот сум го поминал во театарот. Сакам да гледам концерти, но за жал, она што ме интересира е далеко од мене и често ми се потребни илјадници километри да поминам за да го видам она што ме интересира. И не можам да го правам тоа често. Потоа, не можам да кажам дека сум некој голем љубител на сликарството, исто така и познавач на тоа. Што друго, нели, од уметностите? Театар секако, претпоставувам, заради Да. професионално. Секако да, тоа го споменав. Така, бидејќи не се појавувате често во медиуми, јас се чувствувам многу привилегирано со овој ваше гостување тука и се надевам дека ќе ја осветли вашата работа и се надевам дека ќе влијае на генерацији кои што се понови, кои што можеби доправа треба да учат, кои се Анастасија, кои се Мизар, што беше феноменот пред дождот и така натаму и така натаму. Може би во некои идни времења. За се послужам со една изјава на еден од музички продуцент, кој кога го прашува зошто во ова дигитално време финалната снимка ја финализира својата работа на магнетна лента. Одговора дека одреден автор, група се едно, во времето во кое што постои, не може секогаш да ја најде својата публика. Потребно е време, некој пати стотици години, за тој автор да најде својата публика. Имаме пример со така наречената денешна класична музика, кога одредени автори после стотици години стануваат актуелни. И од тие причини сметам дека треба звукот да се стави на некој носач кој што е докажано дека трае повеќе од 10, 15 или 20 години, а тоа е лентата. Не ми беше целта да зборувам за лентата и за медиумот, туку нели за дека секој автор публиката ја наоѓа не само во своето време, туку многу често и понатаму од своето време, во некоја друга сегашност, кога не е жив, не е присутен, но ако делото има сила, жар и топлина да ги грее и некои представници, некои други генерации, тоа ќе биде откриено и најдено и употребено. Така. Горан Трајковски, аз ви благодарам за гостувањето во Татнички канал. Ви благодарам јас. Alleluia.